На денешен ден, 24 јули. Во 1799 година француските трупи на генералот Наполеон Бонапарта ги победија турците кај Абукир во Египет. Во 1824 година резултати од првото испитување на јавното мислење во светот се објавени во американската држава Делавер во очи на претседателските избори во САД. Во 1883 година, во обид да ги преплива брзаците на реката над Нијагарините водопади, се удави Метји Веб, кој во 1875 година прв го преплива каналот Ла-Манш. Во 1908 година Турција е прогласена за уставна монархија. Овој датум се зема како ден на победата на Младотурската револуција. Во 1923 година Грција, Турција и сојузничките сили во Првата светска војна ја подпишаа Лозанската декларација, врз основа на која е извршено принудно иселување на христијанското население од Турција во Грција и на муслиманското население од Грција во Турција, со што во голема мера е изменет националниот состав на Егејска Македонија. Во 1946 година во Пацификот, во близина на островот Бакини, САД ја изврши првата подводна атомска експлозија. Во 1957 година во Прилеп умре Методија Антоновченто, македонски револуционер и државник, прв претседател на иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ и борец за правата и слободата на македонскиот народ за вистината на Македонија. Во 1976 година американскиот вселенски брод Викинг 1 се спушти на Марс, со што почна истражувањето за можноста за живот на оваа планета. Во 1992 година во Скопје во издание на Министерството за народна одбрана на Република Македонија е промовиран првиот број на списанието Одбрана. Во 2005 година умре британскиот научник Ричард Дол, кој првпат ја утврди врската помеѓу тутунот и ракот на белите дробови, како и помеѓу алкохолот и ракот на дојките. Исто така го откри и позитивното дејство на аспиринот во лечење на срцевите заболувања. Во 2005 година американецот Ленс Армстронг 7 пати поред триумфираше на најголемата светска велосипедска трка Тур де Франс, завршувајќи ја својата кариера со подвиг за кој се чини дека тешко ќе биде повторен.